Па здраво на сите. Нема здраво, Здраво, почнуваме здраво. спонтано сега. Значи рековме нема најава оваа емисија на Тивка време, ово издание тргнуваме вака спонтано. Што сакаш да кажеш со сексуална писменост или неписменост? Колку сме писмени или неписмени? Па мислам дека во многу области сме неписмени и тоа го покажуваме многу низ бројки, така што јас работам на полето на пример на медиумска писменост и гледам дека има тука исклучително многу работа, затоа што критичкото размислување е она што треба секој од нас да се го развива како вештина. Од друга страна, ако зборуваме за емоционалната писменост или пак она што исто мене многу ми се гледа атрактивно, психолошката писменост, која што исто така исклучително многу недостасува кај училишните деца, како што недостасува и оваа медиумската писменост, затоа што ни се случува булинг, ни се случува насилство во училиштава, ни се случува конфликтни ситуации и тоа веќе ние како breaking news на нашите медиуми локални. Еднакво така, мислам дека треба да се зборува за сексуална писменост, затоа што првенствено сметам дека ги засега токму тие млади лица за кои што сакам да зборувам и на некој начин ме засега, затоа што јас сум на крајот на денот мајка на 2 сина кои што нели треба да ги имаат овие вештини, да ги препознаат, да знаат како се го водат животот на крајот на денот. Така што многу ми е мило кога ја прифатив поканата да зборувам на оваа тема. Не, затоа што јас водејќи ги овие подкасти сватив дека сум тотално неписмен за многу работи. За многу работи и во однос на булингот не е присутен нема, меѓутоа сексуалната писменост обработивме теми од типот на HIV-SIDA, специјална цела емисија само за тоа, ништо испадна дека не знам во однос на тоа како се третира денес, какви терапии се докаде сме дојдени, знаеш, и со развојот на медицината и технологијата, и затоа ти реков што под тебе, што ти подразбираш под сексуална писменост или неписменост, бидејќи јас сватив дека сум тотално и сексуално неписмен, иако имам 47 години, сум татко на 2. Ја веќе не баш така мали деца, твоите се тука едниот тука со мојава ќерка, меѓутоа другиот е доста поголем и влегувам во возраст и во период од животот во кој што бега од мене разговара со мајка му повеќе за некои теми, а мене ми е па шубе да разговарам за тоа е таа сексуална неписменост. Тоа сега да ти кажам, мислиме дека знаеме сега полека се описмено, што овие епизоди барам гледам дека се описмено, што е добро. Се описмено. На крајот од овој серијал ќе излечам нешто. 100%. За себе. Ето тоа е едно нестандардно воведување во уште една епизода на Тивка Врева, серијал подкасти кои обработуваат не баш типични теми, меѓутоа во кои што се обидуваме да зборуваме. Не мора гласно, можеме и потивко да зборуваме, ама да ја дигнеме малку на друго ниво вревата за овие теми. Бојан Јовановски, ајде сега дали ќе погодам, балкански координатор за сексуално здравје. Па да, мислам дека погодив. Подобро не можеш да ме представиш. Подобро не може да те представам, инаку често го мешаат и со едно друго лице, меѓутоа за тоа во некоја друга прилика и за проблемите на граница со истите. Ана Зафирова нема потреба посебно да ја представам, медиумско лице, не инфлуенсерка. Слушај, од сега ќе се представуваме како не инфлуенсери. Значи, што сте ви па не инфлуенсери? Музичар, водител, новинар, не инфлуенсер, бидејќи некако паѓаме во втор план во последно време, не знам дали ќе се согласиш, ти си повеќе присутна во таа медиумска сфера и во маркетингот. Мене ми е битно да го вршиме влијанието. И тоа на овој начин на кој што ти го правиш со Тивка Врева, да се изврши влијание за теми кои што и не се така присутни во мејнстрим медиумите, не се зборува гласно. Е сега влијанието да го вршиме, да ги отвараме пандорините кутии, да видиме што се наоѓа внатре и како на некој начин тие веќе не представуваат пандорини кутии. Добив некои забелешки, некои коментари, не читам многу, ама знаеш, во последно време некако се појавија некои реакции дека јас застапувам, не знам, некакви интереси, ставови и така натаму. Не, дами и господа, ова е една емисија во која што јас прво се едуцирам, првенствено. Ја немам став за многу од овие работи за кои што разговараме, бидејќи не сум запознаен со добар дел од нив. Меѓутоа разговараме отворено и дискутираме. И поентата на овој серијал е да дискутираме, да отвориме дебати и дискусии за тоа што е правилно, што не е, што се случува, што не сме направиле, каде треба да реагираме. И најчесто секоја емисија ми завршува со тоа како треба да превенираме и како да реагираме. Да. Имавме разни теми до сега. Имавме теми малолетничка бременост, имавме HIV-SIDA, имавме булинг, имавме сексуално вознемирување на училиште со Тонизен, имавме сексизам и феминизам со Ксенија Николова и така натаму, и во овие на сите овие теми, во сите овие емисии учам јас доста работи и доаѓаме до една поента на крајот и токму затоа ги водиме овие емисии, овие подкасти. Темата на денешниот подкаст е
Не знам како да го срочам прво. Добре, сексуално писменост е одлична. Сексуална писменост можеби ја го Да, срочив тоа како мислам читајќи доста литература дојдов до оној момент лажни вести и тоа ми се виде како интересни при сексуалното образование или сексуално едуцирање како би го нарекле тоа и митови и легенди поврзани со истите испадна дека ги има многу. Па еве една од тие митови, стереотипи кои што се појавува е токму дека тоа сексуална писменост, сексуално воспитание е нешто кое што всушност се увезува од западот. Се вестернизира, значи ние како некоја држава која што сме прилично традиционална, конзервативна, нашите норми културолошки не одговараат на тие од западите и сакаат западњаците да ни наметнат нешто што не е согласно она што сме ние како македонци, како некои кои што имаат сосема поинакви вредности од останатите. Токму тоа е тој митот, значи ние преку практично самата сексуално описменување, всушност не е тоа нешто што е соодветно на нашата култура, туку е нешто што сакаме ние да го наметнеме од страна како практично нели повеќе би се не знам како да кажам би биле поблиски до западот колку до истокот. Според одредени наши нели однесувања, норми кои што ги имаме, ние повеќе би требало да припаѓаме на истокот отколку на западот. Тоа е многу често мит кој што се појавува и сите овие напади кои што се случуваат околу сексуалното воспитување, тоа е една од алатките како на пример да се ограничи демократијата. Знаеш, бидејќи во основа сексуалното воспитување многу зборува во однос на еднаквост, на правичност, на праведност, на човековите права, бидејќи самата човекова сексуална е многу комплексен систем, мислам, и не можеме да го врземе најчесто со, не знам, најчесто кога зборуваме за сексуално воспитување, секогаш знаеш, размислуваме само на здравствените аспекти. Значи превенција од ХИВ. Ако прашаш обичен човек некаде на улица, ќе ти рече дали сакаш сексуално образование учи? Да, сакаме. Зошто сакате? И оно се спомнат тие најчести работи. Па за да се заштитат од ХИВ, си да знаат како да наместат кондом, како да се заштитат од сексуално преносливи инфекции, како мојата ќерка да не остане бремена и слично. Значи му дава на еден биомедицински аспект на самата сексуалност, секако здравата сексуалност и заштитата здравствена е една од тие аспекти, ама тука има еден цела низа на различни социјално и културолошки конструкти, емотивни аспекти и така натаму. Значи, и да зборуваш за првата љубов во училиште, некој вид на сексуално образование. Нешто ми е интересен феномен, што тие кои што се најчесто традиционалисти или еве да речеме тоа го поврзуваат некако со тие некакви западни влијанија, не можам да разберам добар дел од тие квалификации и начинот на кој што се тоа сето се третира, меѓутоа да имаш добар дел од тие традиционалисти или верници или што и да е кои што добро дел од нив сум ги познал од моје некој лично искуство, а знаат да отидат потоа, не им пречи да отидат на концерт, да речеме на Театар Иројчи и да уживаат во незината голотија или да завршат на апарати како беше на Вочкице во блиското казино или во најблиската обложувалница да ги дадат сите пари тој месец кои што биле за нивното семејство на вакви спортови. Меѓутоа од друга страна практикуваат да солат памет за или да нели билдат некакви своји теории за тоа кој е правилниот начин на живење според тие традиции и норми, а тие не се почитуваат кај нив. Тоа ми е најако, најинтересно ми. Мислам вака од моје некое улично искуство да кажам. Да. А од друга страна се најгласните против, не знам, воведување на сексуално образование во училиштата. Сега добро може да се дискутира за тоа што се треба да содржи тоа. Нели? Да. Содржината е начин сега кај да тргнеме, кај да завршиме, па на содржините во учебниците не ни се спастрени вака, не па да дојдеме до сексуалното образование, бидејќи таа реформа на образовниот систем мислам дека никогаш не се случи во целост, не знам, Ана, ти каков впечаток имаш? Мене најинтересно ми е апропо да сам доврзан преходниот муабет, кога велате како се почна со сексуално образование во училиште, нашите деца ќе стават многу сексуално активни. И еден од аргументите им е дека тоа освестување на овие теми да го гледаат афирмативно во насока на сексуално здравје и се она што го спомена Тоа родителите така. Да, ама да им ги отворат телефоните на деца. Ја охрабрува, го прагрува ќе дојдат до сексуално образование по 100 на неправилен начин. Така што тоа ми е еден од супер на аргументи како не треба. И зошто треба во суштина да се зборува сексуално воспитување, зошто треба да имаме сексуално образование во нашите училишта. А во однос на учебниците, јас знам дека мојот син кој што е сега 6-то одделение,
има класна наставничка по биологија и дека таа наставничка има дури ќе речам благ притисок да почнат да учат за репродуктивниот систем. Затоа што тие се исклучително љубопитни во оваа фаза во која што се наоѓаат и сакаат повеќе да дознаат. Дури постоеше идеја една друга родителка која што е делението, која што е гинеколог, да го превземе тој дел, па дури и посоодветно да им објасни за да може темата да не остане табу тема на некоја иако наставничката е исклучително отворена, исклучително соработлива, иновативна и креативна во она што го работи, да се даде можност и децата да бидат подетално запознаени со својот репродуктивен систем и како тој во суштина и функционира. Така што не знам уште како изгледаат тие лекции, бидејќи до таму не сме стигнати. Во рамките на природни науки имаше одредени, јас знам биологија. Кога поретко учам со ќерка ми, да. Знам дека имаше нели репродуктивни органи и така натаму, меѓутоа тоа е многу малку застапено. И како што реков, е измедикализирано. Да, ето, да, тоа многу значи повеќе е околу биолошкиот аспект. Значи како функционира репродуктивниот систем, какви манифестации се појавуваат во текот на пубертетот, значи репродуктивните органи како функционираат, како доаѓа до зачнување, до создавање на ембрионот, нели преку директен контакт на сперматозоидот со јајцеклетка, значи повеќе работи кои што не верувам дека им се многу интересни и на младите, секако добро е да знаат, да го знаат тој биолошки процес поврзан со репродукцијата, меѓутоа сексуалноста е сето она што води до тоа. И сето она што те прави ти да влезеш во сексуалниот чин, практично подготовка на секој млад човек и во делот на неговата емоционална подготвеност и во делот на неговата социјална подготвеност, значи многу испреплетени работи поврзани и со род, и со родовите улоги, и со социјалните аспекти, романтичните аспекти, се многу битни во делот на сексуалното писменост и овој дел кога збориме за сексуално образование само еден мал сегмент во едно сексуално образование. Да знаеш што е ХИВ, сексуално преносни инфекции, како да се заштитиш и слично. 80-90% од другите теми се поврзани со врски и односи, со ненасилство, ненасилна комуникација, со задоволството, генерално сексуалноста гледана од призмата на задоволството, потоа граѓанските аспекти поврзани со сексуалноста, бидејќи доста се зборува за човекови права, бидејќи сексуалното образование на крајот на денот е една од алатките како всушност оние малцински групи или оние кои што се поизолирани, да кажеме, помал се вклучени, стигматизирани, да се покаже на поголема толеранција. Сега, знаеш, јас и ти сме мажи, ние сме бели и сме хетеросексуалци, така? Ние сме привилегирани во општеството, во основа. Поради тоа што сме помалце, да кажеме, таргет на одредени стереотипи, на насилство, врз основа на кој сме, што сме и како изгледаме, за разлика од Ана, кој што е жена и поради тоа што самите жени во општеството. Добро, и таа на други стереотипи, претпоставувам. Да, меѓутоа на пример може после овој подкаст да има многу повеќе коментари за Ана, како изгледа, така? Него ли за нас дали има брчки и слично, значи повторно очекувањето од нејзе, него ли да кажеме за нас двајца. Токму и во тој аспект кога збориме за сексуално образование, девојките се оние кои што особено имаат потреба од нив, поради тоа што на тој начин стануваат многу посвесни за себе, многу повеќе да знаат како да одржуваат врски, како да влезат во една романтична врска, како да кажат не на насилство и слично. Значи тоа се и што е нормално и што не е нормално во таа. Да, што е прифатливо, што е неприфатливо, да кажеме. Така да заради тоа мислам дека особено за девојките е многу важен аспектот на сексуалното образование, а за машките, особено за момчињата, како да ги научат релациите помеѓу што е тоа што да бидеш женско, што е тоа да бидеш машко. И тука тие најчести стереотипи, најчести тие воспитувања кои што доаѓаат од домот, како треба да биде мажот, како треба да биде жената, односно тука се припишуваат и родови улоги, кои што се социјалниот конструктор, не се нешто што произлага од полот, биолошкиот. Ние сме маж и жена поради тоа што сме се родиле со одредени полови карактеристики. А сето она што не гради понатаму во животот е практично родот, социјалниот конструктор. Веројатно сте се зборувале за ова во некој од... Опфативме многу аспекти, имавме и адолесцентски врски, секс, имавме
Сексуално И вознемирување. тука во еден аспект е сексуалното образование е всушност оружје за ширење на ЛГБТ пропагандата, знаеш. И тоа е многу чест мит. Меѓутоа преку сексуалното образование се учи на толеранција во однос на прифаќање на различноста, на различните луѓе. Бидејќи во основа, знаеш, демократијата е оружје каде што ние треба повеќе да работиме на вклучување на оние кои што се малцинство, на малцинските групи, на оние кои што се помалце, се обесправени во општеството, за да може, нели, да ги донесеме во еден момент да бидат они што повеќе социјално вклучени, да ги добиваат истите права како што ги добиваат, и да кажеме, оние попривилегираните групи. Јас и ти сме попривилегирани во основа. Како бели мажи и како хетеросексуални. Ана, ти како родител, како се справаш во твојата улога на едукатор во однос на овој сегмент за кој што зборуваме денес, сексуални вести од лажен карактер или од вистински, се обидуваш и каква е таа релација мајка-сино, ја? Ја не знам, со ќерка ми, со син ми е срам некако да зборам, со ќерка ми поуште поеќе. Јас сум безсрамна. Така, ама мајките мислам дека имаат еден Да, и јас педагошки пристап. Не сум педагог, затоа што мислам дека поголем педагог е мојот сопруг кога станува збор на тие за тој пристап, меѓутоа јас сум многу пак отворена. И јас за се сакам да зборувам многу транспарентно и отворено по дома, и во таа насока не дозволувам ништо да остане под знак прашалник. И мислам дека успешно успевам да ги детектирам темите на интерес, кога нешто му е на големиот син во фокус. Не го оставам сега во мојот малиот, затоа што има само 6 години и се уште не пројавува интерес за некои од овие теми. Меѓутоа големиот, да, многу отворено разговараме за се што се негови првенствено обврски во однос на домот и која е машка или женска работа. Се знае дека после ручек или појадок или не е битно на маса кога седи, сите ја креваме масата, не е моја обврска да се крене маса, апропо родовите стереотипи кај нас, значи дека обврските околу домот се заеднички. Кога станува збор за теми кои што се однесуваат на тема односи со другари во училиште, од мене има добиено како амане дека никога не сме да допре во училиште, во смисол да не влегува во конфликти ситуации кога е провоциран, едноставно да не се доведува во ситуација да прегори онаму каде што воопшто можеби не би требало да биде или не дал влог некаков личен да учествува тие некои кавги и слично. Мислиш дека те слуша? Мислам дека ме слуша и се надам дека ме слуша. Знам дека е прилично муабитчија и дека можеби повеќе сака да мудрува на некои теми, дека влегува во конфликти, тоа знам дека директни конфликти зборам. А кога станува збор за сексуалните теми, тоа е особен интерес и тука јас да. Многу мал е број на родители кои што разговараат со своите деца за теми поврзано со сексуалната писменост. И затоа можеби училиштето е вистинското место. Меѓутоа, за жал, не само што нема толку многу теми кои што се обратуваат, туку се помалку и помалку се обрнува внимание во образовниот процес на овие теми. Така да, мислам дека тука многу повеќе младите се оставени на социјалните медиуми кои што креираат сосема една погрешна испревртена слика во однос на сексуалноста, во однос на улогата на момчињата, девојчињата. Например, еден факт кој што особено мене ме испрепасти или онака ми делува негативно, читајќи го во однос на повеќе истражувања за последно време, дека се повеќе девојките во однос на своите ставови стануваат полиберални. А од друга страна, момчињата се повеќе стануваат конзервативни и поидат десно, а девојките полево, да кажеме, ако се изразиме во еден политички спектар. Таквата поларизација е многу лоша поради тоа што сето тоа е уште повеќе ја засилува можноста за насилство, за нетрпеливост, за вознемирување, за булинг. Сите тие да кажеме негативни феномени социјални кои што ни се јавуваат во општеството се резултат во голем дел она што го збориме поврзано и со сексуалноста и со родовите улоги. Колку е поларизирано тоа помеѓу машкиот и женскиот пол, да кажеме, машкиот и женскиот род, толку повеќе во иднина ќе имаме се повеќе насилство, се повеќе булинг, се повеќе вознемирување, така да тоа малку особено ме плаши. Извини, само морам да се доврзам на Бојан, кога го спомена ова дека треба темите да тргнат од училиште, изработена национална стратегија за ментално здравје за деца и адолесценти. Во таа стратегија, бидејќи е направено претходно истражување,
влијанието на училиштето од 11-та година кај децата на темата ментално здравје драстично опаѓа. Значи, токму затоа овие теми да треба да бидат инсталирани што порано во образовниот систем, за да можат тие на некој начин да си ја завршат работата. Така е. Да се освестат децата на овие теми, да не се доведеме во ситуација ние да имаме малолетничка бременост, да имаме случаи каде што имаме сексуално преносливи болести, Да. вака. Сексуално насилство, силување. Сексуално насилство, кој што апсолутно. Е во пораст во Македонија. Ако видите се повеќе медиуми, се повеќе, скоро секој ден можеш да прочиташ дека има сексуално Вчера беа насилство, баш домашно изречени насилство, пресуди за оној случај во Велес. фемициди кои што се појавуваат. Ужас. Така да тоа е све резултат на самото општество и колку он пред се вложува во образованието. И затоа треба отворено да зборуваме. Независно дали имаме момчиња и девојчиња, независно дали не се тие улоги удобни. Па сега не ми е баш мене можеби згодно да зборам кога ќе му кажам ќе треба да се бакне да легне со девојка во кревет, Така е, како така. треба да изгледа. Па не ми е баш удобно како мајка можеби тоа да го зборувам, меѓутоа наоѓам некакви соодветни алатки, теми за дискусија, нешто што ги Да. спојува. И да можам таа тема да ја приближам, па и него да го отворам. Сега пред тој ме слуша со отворени уши начулени. Сега што ќе му кажам следно. Да. А потоа гледам дека му е тесно кожичево кога ќе почнам да држам лекција. И он ми вика доста мамо, пак ми држиш лекција. Викам окей, престанувам. Имаш Значи, интересно на нешто, пракса, да. Мислам дека беше во општина Аеродром или можеби уште во некоја општина има некаков проект во однос на gender swap. Еден ден училишен каде што ќе се сменат улогите, момчињата да бидат женски, а женски да бидат машки. Стварно има вакво нешто. Да, и тоа беше онака проследено по медиумите како Сатанизам. нешто што е сатанистичко и тотално неприфатливо. Мислам, и голем број на коментарите на луѓето е дека ова е навистина, знаеш, неприфатливо за нас како општество, што е тоа, што ќе правите од нашите деца, ќе ги сатанизирате, ќе ги деморализирате и слично. Ама не ја сваќаат поентата луѓето. Што значи, не знам, мојот син еден ден да биде облечена во девојка и обратно, девојчето да биде облечена, односно да изгледа како башка. Но тоа е ролплей класичен, мислам. Тоа е класичен ролплей да почувствува башкото како е да се чувствуваш во одедно женско тело, колку си ти ранлив како жена за разлика од мажот. Тоа е поентата која што треба да се постигне. општеството Во една таква се ситуација, плашат. меѓутоа тоа е онака, Се плашат, знаеш, мислам дека традиционалистите во однос на, мислам, ја прифаќам доста од тие традиции, меѓутоа мислам дека се исплашени да не разбудат нешто. Не знам, предпоставам, немам појма. Не сум ни ја многу либерална, да ти признам искрено. Искрено да бидам до крај. Меѓутоа има работи кои што на вистина треба да бидат прифатени како такви. да. Има еден интересен документарец деновиве се појави на Вил Ферел, комедијантот, комичарот, со неговиот продуцент кој што работи 30-40 години, не знам точно како се викаше, се простете драги гледачи, меѓутоа денови актуелен, ќе го најдете лесно. Заминува со неговиот продуцент кој што 30-40 години му ги пишува скечовите на Вил Ферел за Saturday Night Live, најпознатото комично шоу во Америка, кој што ден денес се емитува, има милионски прегледи и така натаму. Човекот едноставно на 56-57 години решава да стане жена или да ја смени таа своја животна улога. Нели, се разведува, има веќе големи кирки и така натаму и буквално му праќа мејл во кој што му пишува: "Слушај, Вил, вака и така, јас сум од денеска жена, се викам Харпер, мислам дека се каже. И се чувствувам така, од денеска се облекувам, одам, имам некои мали корекции на телото и така натаму." И овој прво тоа го сваќа како шега и му вика: "Да, и ја еве станав орангутан, интервентер", меѓутоа се среќаваат и сваќа дека човекот едноставно решил да живее, односно жената сега поинаку. И тргнуваат на пат низ Америка. И сега и таму се случуваат многу интересни работи, нели Доналд Трамп победува, таа негова маса на поддржувачи расте, не знам точно кои се неговите политики, убедувања и така натаму. Меѓутоа во Америка во одредени делови страшно расте, да кажам, како да наречам, нетрпеливоста или неприфаќањето на Или се она што е декаденцијата. Трансродители. Да. И тргнуваат на едно патешествие во кое што во секоја држава имаат различни искуства. Да не зборам за оние во Тексас, Ајова и не знам, Bible Belt. Оклахома и така натаму, и потоа доаѓаат до Њујорк, што буквално никој не ги забележува, ваму влегуваат во барови, буквално се чувствува колку да се обидуваат. Секаде испаѓа дека заради него практично доаѓаат и ја толерираат Харпер, меѓутоа чисто онака како пример го кажав кај се наоѓаме ние како општество да направиме една паралела,
Дали сме ние Тексас, што сме? Прилично нетолерантно општество е Америка која зборуваме за некои теми поврзано со сексуалност. Ја не очекував дека ќе видам такви Не, искуства. например, кај ние До во толку. голем број на земји, нивното сексуално образование е образование кое што промовира абстиненција. Така е базирано на промовирање на абстиненција, за немање на сексуални односи. Чекај бе, па тоа нели е од медицински аспект многу неправилно? Па неправилно е, неправилно. Ти нема да постигнеш со тоа Посебно дека кај мажите, нели она, Да. нели ако немате редовен па и макар Посебно кај мажите. мастурбирање. Да не те ловам. Не, добро Да, се ете, извинувам. ама го лови. Не, во последно време ги читам оние податоци дека не знам ракот на простата е многу поизразен, ако е тоа вистина, ја ги читав тие истражувања кај луѓе кои што се сексуално неактивни, нели посебно во позните години, така да таа абстиненција не знам кај води. Па не, добро, тоа е еден од начините како, нели, мисла дека преку промовирање на тој концепт дека ќе дојде помалце младите да немаат сексуални односи, со цел да не дојде, не знам, до несакани бременности, до сексуално преносливи инфекции, а исто така еден таков тип на образование исто така има намера, знаеш, да те одржи во еден традиционален концепт на тоа што е сексуалност. А Ти си зошто не женско, го ти си прифаќаат машко, родителите и јавноста тоа е тоа? твојата улога како машко, тоа е твојата улога како женско. Са тоа го имаш во повеќе, знаеш, Америка е прилично различна. Мислам, и по самите избори гледаме кои земји најчесто ги добиваат од републиканците, кои демократите, така на пример во голем број на земји на Америка, на пример се промовира тој тип на образование, на пример на Калифорнија кој што е малце полиберална, на пример таму е повеќе функционира концептот на посеопфатен пристап на сексуално образование, кој што не значи промовирање на абстиненција, туку да, може абстиненција во одредена форма да се свати како начин на заштита од сексуално преносни инфекции, така? Ако немаш сексуален однос, во основа Не можеш да заболиш. не можеш да заболиш. Меѓутоа, тоа е, да, и на пример во Америка имаш голем број на поддржувачи на оние кои што се за абортус и против абортус. Мислам, една од главните теми на сите претседателски избори во Америка е прашањето околу абортус. Тоа не беше само во Америка, и во Ирска мислам беше доста актуелно и во Па да, мама, во таму Британија. има сериозни инциденти, на пример оние лекари кои што, не знам, обезбедуваат услуга за абортус, знаат, да кажеме, овие религиозни групи, фанатици да се собираат, да протестираат, мислам не знам, да ги кршат просториите на таа клиника или слично, па не знам колку има, околу 40-50 здравствени работници годишно се убиени од страна на такви фанатички групи, баш поред тоа што даваат услуги за абортус. Така да, мислам, прилично во тој дел и знаат да бидат Америка. балканци, сакаш да кажеш, американци. Да. И поларизирани. Не можеме да ги споредиме со овие скандинавски земји. Таму е, да кажеме, примерот за она што е вистинско сексуално воспитување, образование кој што се случува во нивниот образовен систем и слично. Многу е поразлично и мислам, ако сакаме да се огледаме кон некои земји би требало да отидеме малце по на север. Али гледав како сплет на околности веројатно ќе ова земја или синхроницитет. На МОД се случуваше сега и играше представа на позориште Промена од Нови Сад за трансродовата жена која што била мајор во српската војска. И представата се вика Мајорот и Хелена. Целиот, се тоа што го зборувавме, сублимирано во 50 минути. Како се поминува период, значи, на освестување на својот пол. Да. Како е социјалниот конструкт во однос на реакции на определбата, иако е значи создадено семејство со 3 деца, значи како хиерархијата војничка реагира на тоа и како го осудуваат, иако тој е врвен војник Да. по чинови. Не се патем оваа представа е базирана на вистинска приказна која што се има случувано. Такво едно убаво искуство беше представата која што толку транспарентно ги открива сите аномалии на општествата и сите болка која што ја носат во суштина сите лица кои што се маргинализирани. Да. Многу од нив и несвесно сите ние ги повредуваме затоа што немаме толку сензибилизирана ниту свесност, ниту јазик со кој што комуницираме, ама па има и онакви како што споменати, кои што тенденциозно и свесно се ги повредуваш таквите затоа што се само инакви од тебе. Па да, затоа што главната нивна идеологија е дека не може малцинството да победи над мнозинството.
Ами не треба да победи никој. Да, Не, ама они ова- мислат дека тие малцински права ќе станат толку доминантни кои што ќе преовладат врз мнозинството дека они ќе го преземат светот. Значи мислам са некоја си не е теорија на заговор, али во основа тоа е тоа. Мислам, се знае кој е мнозинството, мнозинството е кој што треба да управува со светот. Кај нас е мнозинството е дека не знам, дека не треба да има сексуално образование, поради тоа што тоа мнозинството на граѓани смета дека ние не треба да стапиме на некоја традиционална семена матрица во која што во моментот живееме. И затоа ти немаш никаков прогрес во однос на овие теми, никако да допрат во образовниот систем или Тоа не би влегло во слично. таа матрица. Што пречи, не ми е јасно. Да влезе сексуалното образование во училиштето и да се информираат децата за основни работи за кои што треба да се информираат. Што тоа би пречело на традицијата или на Епа, таа ќе некоја имаат повеќе семена? љубовници, ќе имаат повеќе сексуални односи. Тоа е Каде првиот аргумент пишува што ќе тоа ти го дека ќе дадат. имале? Зошто са жените да станат поеднакви со мажите, например, И освестени. освестени? Зошто да стремиме кон една поголема правичност, праведност, еднаквост? Мажите се мажи, жените се жени. Знаеш, не можат жените да го преовладат светот. Тоа е, светот е машки, јазикот е машки, нели? Ако малце поразмислиш. И од таму, мислам, од јазикот најчесто доаѓаат сите оние стереотипи и самата противречност која што се појавува и која што всушност кажува на тоа која е улогата на мажот, која е улогата на жената во општеството. Се знае тебе кај ти е местото. Се знае што е директор е машки, машка Именка, да. Ивенка, секретарка е женска Ивенка. Чистачка е женска има, како да имаш ти чистач, најчесто не се користи. Ти кога беше помлада или кога беше адолесцент разговараа ли твоите Да, со тебе? да, и со мене и со сестра ми, моите родители многу отворено разговараа. Тук браво, ја немам. На Немав тие такво теми, веројатно и искуство. заради тоа ми е таков пристапот, мислам. А згорена се цел живот со машкуданка, имам повеќе другари отколку другарки. Имаш ги она да учиш користи Да, стереотипи Да. на штанка. па машкуданка, па и- бидејќи сум се дружила повеќе со машки. Аха, Да. добро. И во таа насока и овие теми имам и дури искуство со одење со другар кај кожен лекар. Да му бидам поддршка во дијагностицирање на инфекцијата која што ја има. например. Откачено, не сме Да, да се овако. да. Бидејќи сум била машкуданка. Да. Така што многу не ми е туѓо се тоа мене. Браво. Не ми е Си туѓо. растала во може би Да. една по Да, и затоа можеби се така гласно се залагам за сите овие теми. Сериозно, затоа што мислам дека таквата освестеност треба да придонесе пред се, мене повеќе ме засега тоа да имаме здрава младина, деца кои што ќе ни бидат здрави наспроти загадениот воздух кој што го дишаме, храната која што јадеме, потоа да не се рануваат меѓу себе, на начин кој што може да се рануваат со комуникација. не само со комуникација. Не зборам со за физичко физичко, насилие. одам чекор Да, по да. чекор. Така што мене тоа лично повеќе ме засега, а помалку ме засега да ги банализирам до крај работите, сексуално преносливите болести. Тоа ми паѓа на крај како затоа што кога веќе ќе се освестим на темата за сопствено здравје, ќе знаат и како да си ја превенираат состојбата која што и на тој начин овие теми нема да ми бидат и блиски. Да. И јас сакав да отвориме многу во однос на тоа што се лажни вести или митови, легенди, како да ги наречеме, поврзани со сексуалното здравје или сексуалното воспитување. Имав проблем околу тоа како да ја насловам оваа емисија, меѓутоа дојдов до многу податоци. Сега класика, вадам некои податоци, меѓутоа на крајот на емисијата сваќам дека ништо не сме прочитали од тоа. Меѓутоа кои се најчестите, Бојан, ти си по-запознат, баш си стручњак во таа Мислам област. дека Ана веќе спомна, дека преку сексуалното образование всушност се охрабрува сексуалноста кај младите, односно да можат што е можно порано да влегуваат во сексуални односи и истовремено нели да бидат промискуитетни, кој што е еден од митовите. Вториот мит е дека преку сексуалното образование всушност ние шириме, односно промовираме ЛГБТ пропаганда. Дека А во кој сегмент тоа Како се тоа? заклучи? Што содржи, да речеме, не знам се, тоа не е воведено се уште како такво, нели со сексуалното образование како редовен и задолжителен предмет. не. Постојат идеи за такво нешто. Во кој сегмент постои такво нешто во објаснување на тие
Па не, ти кога зборуваш за сексуалност, кога зборуваш за различни идентитети, ти не можеш да ги исклучиш освен хетеросексуалците, дека не постојат хомосексуалци или дека не постојат лица кои што се трансродни лица. Па да, ама со тоа ти всушност им наметнуваш некакви погрешни ставови, погрешни перцепции за тоа како изгледа нашиот нормален свет. И со тоа што ти ги спомнуваш дека постојат такви групи кои што се повеќе стигматизирани, кои што се повеќе ранливи на некој вид на дискриминација, насилство, напади, такви постојат, нели? И се случуваат. До ден денес не само по светот и кај нас имаме доста такви случаи на напади врз ЛГБТ лица. Ти автоматски всушност, тоа е вестернизирано, значи тоа е увезено од западот кој што ние сега всушност една од алатките кој што всушност не сака Македонија да ја видат во Европската унија. Значи така малце подлабоко размислуваме. Тие кои што се противници. Да. Тоа е она плюс и минус. Русија и Западот, знаеш, бидејќи во Русија немаш сексуално образование. Таму се е забрането, мислам дека сега во Русија се донесе интересно еден закон, како, не знам, може да звучи како интересна вест, е дека се забранува промоција на живење сам. Значи, ти ако си самец, ако живееш сам, не сакаш да имаш семејство, не сакаш да имаш деца, ти не смееш никаде тоа не смееш да го промовираш дека постои некој кој што едноставно не треба да биде избор. Да, не можеш да кажеш, не можеш да пишуваш како е да живееш сам, како е да не сакаш да имаш да создадеш семејство, да имаш деца и така натаму. Тоа не сме никаде да постои. Значи ти ако сега, на пример, си 30 години, си сам, немаш девојка, немаш семејство, автоматски според тој закон си на некој начин обесправен во твоето општество, односно си некаков вид таргет на понатаму манипулација. Да, Русија е една посебна територија, посебен феномен. Јас сум русист и по вокација. Да. Не, ама сакам да кажам, тој е во насока на повторна демографска политика. Таму, кој што не се согласува со војната во Украина. Падна од 6 спрат, не знам колку луѓе падна од зградите. Ајде да се останеме на темата сексуално преносиме. Не, отидовме, не чисто правиме за наталитет, знаеш, као една од тие правиме паралели каде сме и каде да. Ама тоа се други теми за кои што може да се закачиме. Добро, ма сето тоа е нели дојдеме до нека се некако поврзано. На пример, не знаев искрено имавме цела емисија за HIV-сида. Сега докторот како си каже од инвективна Велимир, да. Да, беше тука и беше феноменален во однос на неговите излагања и објаснување на многу работи поврзани со HIV-сидата, меѓутоа ова кога го отворив митови факти за HIV и лажни вести поврзани со истите легенди, почнав да читам што се не е точно, а се, например, се мисли дека е така. Например, инфекција со HIV значи дека лицето инфицирано со HIV може да нема никакви симптоми, може само да знае дека е инфицирано, додека сидата значи не, ова е точно, веројатно. Неточно, не е рано, бидејќи информациите треба да се имат пред да бидат потребни. HIV може да се пренесе од HIV позитивната мајка на нејзиното бебе со доење, но и за време на бременоста и на породувањето. Едно од тие, не знам. После тоа имаше, како беше она за трансфузија со крв, дека задолжително може да бидеш инфициран и така натаму, испадна дека не е баш така, дека и при односот ако бидеш во контакт со лице кој има HIV, ќе бидеш носител понатаму, што не е точно. Па не, денешната терапија за HIV кој што ја примаат овие лица, толку го симнуваат таа вирулентност, односно го симнуваат количеството на концентрацијата на вирусот во крвта, што практично дури тие кои што се HIV позитивни, ако земаат терапија, практично да имаат незаштитен сексуален однос, многу е потешко да ја пренесат инфекцијата. Затоа се вика денеска терапијата како превенција. Колку повеќе се вложува во терапија и колку порано се започне со терапија кај тие луѓе, полесно се третираат, многу помалце ќе имаме нови случаи на HIV. Зашто сакам јас да зборам за овие теми вака гласно, затоа што патам со Велимир имам соработувано, имам правено многу прилози на овие теми. И многу интересно да речеме сега денеска сите се пирсаат, се тетовираат, а во суштина значајно да се испита состојба дали сме HIV позитивни или HIV негативни, затоа што дел од тие студија некои од тие студија, да не бидам груба, некои од тие студија користат и баш недобри стерилизирани материјали. Ако не дај Боже работи со игла која што ја има претходно користена на HIV позитивно лице,
Заразата е... Да, слушавме за Значи не е само сексуален однос, не е само крв, не е само мајка дете. Значи ти она му каде не е само Хепатит, не не знам. само Да. оние болести, не само Хепатит Б лица кои што особено. користат дрога, туку лица кои што одиш најнајбно да се истетовираш. Да. И веруваш демек на човекот. Хепатит Б, хепатит С многу полесно. Многу повирулентни се тие вируси, преку тетовирање нечиста, стерилна игла да може да се пренесе хив, многу помала веројатност, ама постои како Постои веројатност за такво нешто. Пирсинг. Ама и денес хепатит С е многу потешко него да имаш хив. Сам самата терапија. Искрено не носилство. сум баш запознат. И што и како тоа се развива понатаму. Значи, Да. ако си по терапија, може никогаш да не развиеш сида. Односно, не Да, добиеш да. сида. Терапијата овозможува квалитетен живот еднаков на било кој представник од... Бека хронично заболување, Да. како диабетес да имаш. Не, го спомнам оној примерот со Меджик Џонсон, нели сите очекувавме дека тој беше меѓу првите Да, личности да. кои што заболе, па тоа беше готово, човекот кој го нема за година дена, испадна ево ден денеска тера жив здрав. Присутен е во НБА као некој почестен член на одредени академии таму кошаркарски и така Ма натаму. денес како има терапија, мислам дека воопшто не доаѓа да таа фаза се развие, да се развијат симптоми на сида. Значи посериозни знаци и симптоми кои што кажуваат на прилично намален имунитет на... Кои се митовите и легендите со контрацепција поврзани, да речеме? Добро, за контрацепција најчесто е мит е дека, не знам, девојките кои што користат орална контрацепција, не знам, ќе им растат влакна на лицето, ќе станат премногу влакнести, така ќе им го наруши хормонскиот баланс и слично. Мислам, самата технологија денес е толку напредната во однос на квалитетот на оралната контрацепција, што мислам дека Јас прв пат прочитав и слушам за ова двојна заштита. Ова не сум го знал до сега. Значи, користење Машите на два користат метода. презерватив. Двојна заштита представува истовремено употреба на кондом, презерватив за заштита од СП и на некој друг вид модерен контрацептивен метод, например, орална контрацепција, тоа е веројатно нека таблета или Па да, например, за да се сведе на минимум можноста за настанување СПИ и непланирана бременост. па да, двојна заштита значи дека види оралната контрацепција те штити само од несакана бременост. Ама не те штити од сексуално преносни инфекции. Сега ако користиш и кондом, имаш двојна заштита, што значи ем си заштитен од сексуално преносни инфекции, ем од несакана бременост. Само што проблемот е кај нас што тој процент на користење на орална контрацепција е многу мал. Многу мал број на девојки кај нас користат контрацепција. Пример, мојата сестра живее во Шведска многу одамна. Мислам дека она на 16-12 години, кога започна со сексуални односи, прва работа, нејзиниот матичен лекар е препишување на орална контрацепција. Сакам да кажам, Далеко си сексуална активна, ќе си ги користиш. Од тие 99% сигурно дека нема да дојде до несакана, непланирана бременост. А кај нас, додека се дојде до моментот да ти препишат хормонска контрацепција или орална контрацепција, тоа е, знаеш, многу кај самите лекари имаат прилично многу предрасуди во однос на давање на таа орална контрацепција. Не сум го знал. И одбивност? Али многу интересно е кога ги видов бројките, дека фактички ние сме блиску со таа малолетничка бременост или до 19 години на ниво со бројките на Европска унија, околу 4 нешто ни се. Да. За разлика да речеме од Бугарија, Унгарија, Романија, каде што имаат далеку повисоки бројки дуплирани од нашите во однос на таа тема, што исклучително беше убава како информација која го зирна во бројките. Да, малолетничка бременост, например, Бугарија и Романија идат многу над просекот на европскиве земји, меѓутоа кај нив е исто така поврзани со самата популација, имаат например доста ромска популација. Тоа сега да кажам, ние тоа И го да, ромската популација и така ја статистичките показатели за тој од тие земји се прилично високи. Например, како социјален феномен тој се појава најмногу помеѓу ромската популација. И тука, мислам, еден од начините како да се намали е само преку образование. Едукација, да, и тука се Само отворени преку центри, образование, знам тоа зборуваме во една емисија, дека во Шутуризар веќе има. Да, ама образование, Исте податок колку повеќе се вклучени девојки, мислам, ромките во образовниот систем, колку повеќе, нели, учат за различни аспекти, колку се повеќе присутни во училиште, толку помалку ќе се намалува Кога таа. беше млада, знаеш ли како се заштитиш баш правилно? Кога беше млада. Уште сме млади. Ама добро. Па, Кога беше адолесцент, да јас речеме. почнав со медиумска работа на 16 години.
И во тој период баш со Бојан почнавме да зборуваме и работев на една телевизиска емисија која што се викаше Врти со очите Скопје. И таму во таа емисија имаше еден сегмент кој што беше посветен на ХИВ и на СИДА. И работев многу со двете невладини организации, со Мија Стоп СИДА, точно така се викаше, и со Хера. И дури сум носителка, дома имам некоја диплома за златно срце за заштита или не знам како се вика промоција и поддршка на овие теми. Значи, имавме патрола, одеше на плоштад секоја среда и делевме бесплатни кондоми. Значи, се викаше Мија Стоп полиција или не ХИВ полиција или така нешто се викаше патролата. Во тоа време беа доста актуелни тие кампањи, Да. и на концертите. Уште многу беше интересно тоа што тогаш не бевме толку информирани од една страна, не имавме толку канали за информација, а имавме многу по отворени, не знам, без предрасуди пристапи кон публиката. Мислам дека сега имаме поголеми предрасуди на тие Тоа теми. сакам да го кажам, ти се сеќаваш едно време кое што е пред 23 години. Да. Се сеќаваш на тоа време поради тоа што нашето општество беше многу полиберално. Цутеше Многу. либерализмот. Ние влеговме изгледално од секаде во затворен Европа. Да. И сега ги спомнуваме тие работи. Денеска да отидеш да направиш такви кампањи, да бесплатно делиш кондоми или слично. На плоштад со на телевизиска плоштад камера и така делевме. натаму можеш да бидеш Истепан. нападнат или пак не знам на социјални медиуми веднаш да бидеш таргетиран и Ние се слично сетивме, и тоа така може натаму. фотографии да најдат, бидејќи има и фотографии, Да. видеа немам, но фотографии имamo тие И патроли. многу луѓе се сеќаваат, јас сум многу луѓе кои што сум се запознал многу одамна, кога зборуваме, се сеќаваат на тоа време. Ма се сеќаваат на тоа време поради тоа што немаше никаква критика, немаше противречност, немаше спротиставени групи. Бојан, не се дали развојот на зборуваше. социјалните мрежи го направи Како не? повеќе зло од колку што Многу, направи? многу повеќе Добро. зло. Многу ќе позло. Бидејќи тебе најголемите јутјубери, тиктокери ти се лица кои што промовираат некој си вид на традиционална конзервативна пропаганда. Ама јас и со тоа немам Преку проблем. социјалните медиуми се добива впечаток дека толку многу жените денеска имаат права. Да, дека таа родова еднаквост е постигната, што нема потреба повеќе да се вложува, да кажеме, во тој сегмент, во зајакнување на жените, во нивна поголема партиципација, не знам, пазарот на трудот, во образованието и слично, при тоа што тоа го искреира социјалните медиуми, даде една лажна слика, дека всушност имаме ние еднакви си мажите и жените, не знам, за многу други аспекти. Ама ги жените? Ја не Ама сакам не е да така. етикетирам. Не е Ама така. станува збор за човекови права. Па да. Значи не сакам ниту да ги етикетирам едните како ригидна десница, не сакам да зборам за екстремна десница, ниту пак како екстремна левица, значи. Ама зборуваме за човекови права. Да. И кога зборуваме за човекови права, треба да бидеме исклучително сензибилизирани на овие теми. Значи, освестено да приоѓаме. Не може никога да се дозволиме да осудуваме, да ставаме на клада, тоа денеска најмногу се случува на социјалните Па мрежи. нормално, да. Значи ние Затоа да се што имаме секој мислење, доби право и уки не да напише што сака и да изрази свој став, макар не знаел дека кој не се пишува со Ј, туку со И, кога се Множина. однесува на множина. Меѓутоа таквите ги читам со свој став. Не, сега денеска да прашаш обичен човек на улица и помлади ово она, дали сметат дека жените денеска се еднакви со мажите, ќе ти речат да. Многу повеќе од пред 20 години. Ако ќе му кажеш ај кажи го тоа преку примери, кои примери ќе ти кажеш? Тоа сакам да ти кажам дека сега во моментов имаме председателка на држава, има Да. прекрасни жени на позиција на министеркиве, а во бројки оваа моментална влада има помалку жени, дупло помалку жени од А претходната што мислиш, влада. дали мислиш дека е председателката избрана од позиција на тоа да се гласа за неја како за жена, туку само заради политичкиот бекграунд или Не, јас мислам, партијскиот? знаеш како, сега повторно велам, ова е Мислиш ли личен дека став, добила голем процент на гласови етаблирана, затоа што е жена? етаблирана Да, има, професионална жена, Ја не која сум што е убеден. докажана во општеството. Има. И тоа оди во прилог на жените. Таков профил на жена оди во прилог на сите нас. Да. Меѓутоа, нивното присуство на јавни позиции претходно мало, не да. успеало да изнедри што поголемо присуство нивни на одлучувачки позиции. Ние имаме малку раководителки на компании, малку собственички на компании. Управни одбори, Спорно е наследството на овие жени. Неодамна Така излезе е. еден прилог дека во многу семејства наследството останува кај синовите, особено ако станува збор за син и ќерка, ако веќе е повеќе детно семејство, 80 према може да 20 подели. се Не процентува. сум знал. Значи, Епа, тоа се да. фрапантни цифри за кои што не треба да се премолчува. Еве од здравствен аспект, колку помалци има матични гинеколози во државата? Тоа е многу страшно.
Тоа е исто така покажа колку е свестено општество се грижи за женското здравје, кое што директно е на некој начин како да кажем, основните права, здравствени права, ама истовремено влијае и на родовата еднакост. Ако порано си имале многу повеќе гинеколози, кај што жените можеле непречено да идат, значи да се грижат за своето репродуктивно здравје и бесплатно, денеска, например, се помалци во голем број на општини, помали градови и села, воопшто не постојат гинеколози. Нема. Значи тие се на некој начин изолирани од општеството. Државата не се грижи за неа. И сега ти кој ќе ја ставиш таа, ќе зборуваш за родовата еднакост од призма на пристап до здравствени услуги, ти всушност тука си тука паѓаш како држава. Во многу сегменти, не само тука, и кај машката популација не е поразлично. Тука зборувавме една цела епизода за машкото ментално здравје. Дознам дека прв пат е отворен центар за машко ментално здравје во Скопје, кој што не знам зашто не сме го имале до сега. Речеме, знаеш, и кај мажите постојат тие стереотипи, предрасуди, какво и одење на психолог или на психијатар, тоа е ти си машко како. Така да тука има многу минуси, многу дупки во системот. Апропо машко ментално здравје и машки болести и женски болести, супер е што сега да речеме ХПВ вакцината стана официјално од годинава е задолжителна и за машки и за женски деца. И фактички ХПВ вакцината е единствена вакцина која што штити од канцер. И кај мажи и кај жени. Ја не знам таму од ХПВ вирусот. Има еден куп вируси, меѓутоа одреден број се канцерогени, од тие едноставно може да резултираат да предизвикаат болест. И сега еднакво се засегнати мажите и жените, ама за прв пат официјално секи и момчињата се внесени во тој календар да можат да бидат вакцинирани од оваа вакцина во истиот период кога е тоа задолжително за девојчињата. И сега тоа треба да се знае да се зборува на еднаков начин како што се Ќе видиш на после 5 години кој е процентот на момчиња кои што ќе се имаат вакцинирано за ХПВ. Поради тоа што заради општеството, заради социјалната средина, семејното ќе им викат ХПВ не е за момчиња, тоа е само за девојки. Ќе им биде срам на самите семејства, нивните синови да се вакцинираат за ХПВ. Значи заклучок не се движиме баш напред. Па не се движиме. Сам тоа го има и во голем број на други земји, ама промоцијата ја нема. Нас не е потребно само да се каже сега ќе воведеме и за момчиња, всушност немаш никакво информирање, никаква промоција. Тоа се ресурси кои што треба да ги вложува самата држава, не само да каже ете имаме ние да штеклираме. И да штеклираме. Мислам голема едукација, јас дури мислам дека ќе голем број од здравствениот кадар ќе имаш проблеми кои што нема да сугерираат момчињата да се вакцинираат за ХПВ. Апропо муабетот со сексуалното воспитување, најголем проблем е некомпетитивност на стручниот кадар, на наставници, на психолози. Кои се тие кои што ќе ги предаваат овие теми? Да, го дискутираме тоа. Да ги обучуваш, треба многу сам мислам, тоа треба да почнеме уште во високото образование, нивното подготовка на овие теми. Така да ние кои сме работеле сексуално образование порано во Хера било дојдете вие, поради тоа што вие тоа го знаете да го зборувате, ние не знаеме. И нас ни е страв или се плашиме, може како ќе реагираат родителите. Најмногу им е страв на наставниците од родителите. Како они ќе реагираат ако не знам држале час по сексуално воспитување. Дејќи во голем број на училишта родителите едноставно не се согласуваат со нивните деца да учат сексуално образование. Затоа тоа мора да биде многу и да веќе решиш да ја воведеш треба многу предпазливо. Многу предпазливо. Ај Бојан, за да бидеме сите како родители свесни, кажи ми што, мислам, бидејќи јас некои од нив ги знам, ама некои од нив не ги знам, кои се сексуално преносливи болести? Ако да се мешам штипки вака? Мислам, да ги чуеме. Што и кои се опасности? Меѓу другото, знам дека се стерилитет опасност. Па да, мислам сега, сифилис, хламидија, гонореја и ХИВ. Тие се така најчести сексуално преносливи инфекции кои што се појавуваат. За жал, сифилисот во последните 2-3 години има трend на зголемување во голем број на земји, па дури во Македонија. Да кажам, така да мислам дека можеби е тема која што не многу се зборува. Можеби сугестија за некоја да особено се концентрираме на сифилис, поради тоа што е во некаков пораст. Ама да, ако не се навреме открие, тоа може да биде и стерилитет, тоа може да биде и рак на половите органи, може да знаеш, доаѓа до намалување на целосниот имун систем, така да може да се јават најразлични други. Клиничката слика може да се оптовари, да кажем, да дојде до посериозни здравствени последици.
Ама да, мислам, хламидијата е особено поврзана со стерилитетот, особено кај стерилитетот кај девојките, така да во голем број на земји, на пример, хламидијата, тестирањето на хламидија е бесплатно. И тоа, мислам, се прават големи кампањи во Данска пред некои 4-5 години, големи кампањи за тестирање за хламидија помеѓу девојки од средните училишта, помеѓу тинејџерите и кај нас тоа, на пример, не се зборува. А особено хламидијата е присутна кај женската популација. А понесе на време не детектира, може да дојде до стерилитет и други некои здравствени последици. Разни габечни инфекции. Да. Колку и плюс она, ако имаш некоја сексуално пренослива инфекција, толку помалку си ранлив на ХИВ, да кажем, како една од тоние сексуално преносливи кој што е така најстрашна, поради тоа што присуствува на некоја друга инфекција која намалува имуниот систем, тоа значи дека е поотворен организмот за да може да дојде до преноси на ХИВ инфекција. Така да за жал и тоа многу малку се зборува. Ние нема никакви статистики во Македонија. Ако отвориш статистика, никој не води статистика за сексуално преносливи инфекции. Од за ХИВ, јас најдов некој, меѓутоа... За ХИВ се води поради тоа што тоа влезло како некој вид задолжителна регистрација. За сексуално преносливи инфекции не. Третира уште како една од најопасните болести. За ова друго не се води никаква статистика. Можеме вака 2 дена, мислам, да тераме, меѓутоа тука некаде ќе завршиме со уште една емисија, со уште едно издание наречено Тивка врева, кој што требаше да носи наслов лажни вести, митови и легенди поврзани со сексуалното образование и едукација, ама го скративте вие самите, така што ќе носи наслов како сексуална писменост или неписменост. Може. Како е подобро? Па и неписменост. Сексуална неписменост, мислам дека по карактеристично за... Тоа е поврзано, има поврзано со лажни вести, дезинформација. Да, и не сме информирани, и јас во овие години не сум информиран за многу работи, кажав и на почетокот. Тука некаде ќе завршиме. Ана Зафирова, Бојан Јовановски, ви благодарам. Не знам колку пативме од она што е реално тема, можеме да разговараме многу. Не стигнавме до оној момент, не знам, акција поголема или превенција или што и да е, кои се потребни кампањи. Спомнавме што се случувало некогаш, спомнавме што се случува сега, колку е се тоа на некое потивко ниво, тивка врева, пак дојавме до ова. И колку повеќе треба да се разговара и да бидат овие теми присутни и на официјално ниво, така да го наречеме, така? Супер, браво за твојата храброст што ги отвараш овие теми преку овој подкаст. Па, не знам зошто не би ги отворил, знаеш, некако станавме општество кое што и многу луѓе се плашат да зборуваат на одредени теми, многу луѓе мислат дека не е потребно, многу луѓе се напаѓани, ја и така трпам напаѓани. Ама нема толку многу јавни личности кои што сакаат да зборуваат на овие теми. Да, мислам дека може ќе бидеш охрабрување за некои други. Па, музичари, види, уметници. доста јавни личности викнавме во емисија со различни ставови. Не мора секој да има став дека ова е потребно или не е потребно, дека е потребно, може има луѓе кои што имаат спротивставени ставови, меѓутоа тука сме за да дискутираме, да видиме што е тоа што пречи, дали сме на добриот пат или сме на лошиот пат, што да поправиме, што да направиме да биде подобро за сите нас. Ана, ќе се служиш или не? Апсолутно се служам, јас многу сакам да зборувам на сите теми кои што јас да зборувам. Нема данас, туку сакам да слушам и сакам да бидат јавно присутни теми кои што едноставно ги пикаме по тепих затоа што тие ни се реални проблеми со кои што се соочуваме, а само на овој начин може да ги решиме и да најдеме пат или до решението. Така што за да не стигне статистиката, поарно е вака да се собираме, да се збориме и се надам дека бевме барем малку интересни. Не само да се збориме и да допре тоа до некој. Мене многу брзо ми помина времето. Ја мислев ќе тераме 3 сати, ама знам дека не, веќе еден час зборуваме и гледам да не сме од оние класични подкасти кои што траат и по 2,5 часа, затоа што мислам дека нашата македонска публика за подкасти не е подготвена за овој тип на подкасти, искрено да видам. Иако сум имал искуство и со такви подкасти, меѓутоа знам дека доаѓаат до негде потоа да јадат манџи или да ручкуваат и така натаму, па веќе видиме реакциите како коментари на публика, може па ќе видиме, да. Работата е да се подигне свеста за да се и конкретни акции дури беа предложени во некои емисии, па ќе видиме што ќе се случи од сето тоа. Сепак има луѓе што се над нас и кои што се директно вклучени, како и тебе, нели, стручњаци во својата област, сепак Јана сме медиумско лице, јас сум повеќе музичар, некој така ме пишува. Ама сме засегнати многу. Сме засегнати, да. Родители сме. И за да не стоиме во ред на чакалник, дерматолог, гинеколог, уролог, најдобро е вака да си ги направиме муабетите, да препотикнеме некаква акција или свесност првен на теми. Ја го кажам дека сум бил само 2 пати во животот невролог, од кој што еднаш кој бе прилично млад после една сексуално пренослива инфекција и тоа беше, како да ви кажам, луѓе, тоа е да не ме види никој, да не ме сними, па со девојката во тоа време, па
едно травматично искуство што не треба да биде такво, нели? Да, Кога да. зборуваме веќе нови Така е, теми кои што така треба да е. биде најрутински преглед и да си помогнеш. Не си ти единствен пример. А од тоа. многу се кријат, многу се и потоа доаѓаме до некои несакани ситуации. Ви благодарам за гостувањето денеска и што одвоивте час и нешто колку сме веќе тука. Тивка врева продолжува понатаму. Се надам дека отворивме уште една интересна тема и се гледаме.